10 години успешна и плодна работа. Учениците покажуваат добро знаење и уште подобри резултати. Наставата пак се одвива во современи кабинети и се унапредува наставниот процес. Се сеќавам на едни давнешни времиња, на првиот училишен ден, на часот по мајчин јазик, задавањата со другарите на првата љубов. Како да беше вчера, а поминаа 50 години. Некогаш ученик, а денес пензионер. За деновите минати во училиште, со воздишки зборува Спасе Костовски. Тоа беа едни скромни училници кои што како деца се собравне со еден воскит, со нетрпение, како ќе изгледа тоа што ќе изгледа и сите оние убави работи што случуваа и како деца кои што сме се дружеле, дали од мало, дали од поширокото окружување, сето тоа кога се собравне ни беше нешто најново, нешто и највозбудливо. Поглед кон минатото, но и кон сегашноста и иднината. Поглед кон големата посветеност и вложениот труд на низа генерации. Изградено во 1924 година основното училиште Гоца Делчев во населбата Горно Лисиче и најстарото училиште во општина Аеродром. Денеска го прославува 90-тиот роден ден. Задоволството да се биде дел од генерациите што минале низ училишните клупи во ова училиште е голямо, но уште поголема е привилегијата да се биде зад катедрата. Првото стапнување од другата страна, мој лично, во училиштето, беше преполно со емоции. Сеќавањата се враќаа постојано, застанувајќи од другата страна на клупата. Прво размислував кои беа моите чувства кога бев ученик и секогаш се ставам дали јас сум доволен и добар мотив за моите ученици денес, како што беа моите наставници, за да јас станам успешен граѓанин на ова општество. Ова учебна година во основното училиште Гоца Делчев има 700 дечиња. Славиме 90 години успешна и плодна работа. Нашите ученици покажуваат добри знаења и уште подобри резултати. Наставата се одвива во современи кабинети и се унапредува наставниот процес. Нашата визија е дека се стремиме да создадеме училиште во текст со современите трендови и исто така сите ние заедно се трудиме да постигнеме што е можно повисоки воспитно-образовни резултати. Инаку точно е дека се стремиме да бидеме едно од најдобрите училишта во Република Македонија и тука можам да кажам дека го правиме тоа преку учество на проекти, обуки, семинари, наставни активности и воннаставни активности што стојат во годишната програма на училиштето. Исто тука така ќе напоменам дека впрочем сега се наоѓаме во просторијата со училишната спортска сала, која што е еден од проектот што се реализира на Министерството за образование и наука и владата на Република Македонија, 145 спортски сали, каде што учениците од ова училиште ја добија и можат редовно во идеални услови да ги реализираат часовите по физичко и здравствено образование, а при тоа и да го подобрат својот психофизички раст и развој. Во текст сме исто така на подпишување на меморандум за соработка со општината и УНИЦЕФ, каде што ќе направиме еден детски центар за ран детски развој во подрачното основно училиште за дечињата од 3 до 6 години. Инаку исто така сме добитници на по трет пат еко училиште во Република Македонија на Зеленото знаме, каде што преку ОХО организацијата за македонска еколошка интеграција во македонскиот образовен систем и мислам дека исто така допринесуваме директно за подобар успех во учењето на самите ученици. Со проектот со читање до лидерство за учениците од второ и трето оделение продолжува напредувањето на воспитно-образовната дејност. Но сепак најзначајно од се е довербата и љубовта на децата што се образуваат во ова училиште цели 90 години. Во продолжение треба да го погледнеме прилогот на Билјана Јанакиевска кој говори за новините на клиниката за очни болести, каде веќе се изведуваат прегледи на новите современи апарати. На Универзитетската клиника за очни болести веќе се изведуваат